Добар ден, време е за првото информативно издание на Канал Плюс. Во овој топол септемвриски ден неколку настани кои најдоа место во овие вести. Почнуваме со најава на дел од содржините. Во пресрет на житвата на белото злато, кочанските оризопроизводители очекуваат да ги наполнат амбарите со богат и квалитетен род. Оваа година беше поволна за оризот. Целосна реконструкција ќе се изврши на магистралниот пат Штип-Радовиш, каде сообраќајните несреќи се честа појава. Се чека одобрувањето на заем од Европската банка за обнова и развој од 64 милиони евра. Уметникот Виница е автор на највеличенствените фрески во православните храмови во Северна Америка. Неговите дела се предмет на анализа и на каналите CNN и Национална географија. Оризот на кочанските полиња е пред жнење. На стартот на жетвената сезона оризопроизводителите се задоволни и сметаат дека родот ќе биде богат и квалитетен. Временските услови годинава беа одлични за оваа култура. На 10 дена пред почетокот на жетвата, оризопроизводителите проценуваат дека ќе имаат добар квалитет и мощне богат род кај оризовата култура. Состојбата со полињата е извонредна, бидејќи и во екот на вегетацијата кочанската котлина ја карактеризираа многу сончеви денови и топло време, што во комбинација со оптималните количини вода овозможи културата на време и квалитетно да се озрее. Производителите велат дека комбајните се подготвени и чекаат да зажнеат по оризовите ниви. Оваа година оризопроизводителите очекуваат просечни приноси до 600 килограми од декар, иако на поедини површини се јавуваат и рекорди. Каде е убаво прскано, каде и мало поубави, има оризи, каде е работено, каде не е работено поубаво. И оризо многу има, просто има тикви работи и нема да има. Ако послужа времето, ако не падне слана, ќе има. Па квалитет, ако има, и цена на оризите да има. Сигурно дека ќе стаса ќе бидеме сите подготвени таму. Комбаите ќе жнеат, тука ќе дојде квалитетот, мислам. И лански и сега исти. Па приноси, шо знам, дали 700-800 кг од декар така дава и за... Задоволството на земјоделците го зголемува извонредниот квалитет на оризот, поради што тие оптимистички најавуваат дека откупната цена може да достигне до 60 денари за килограм бел ориз или 30 денари за килограм арпа. Од прилика треба да се движи околу бели околу 60 динара, онај 30 динара да се движи. 60-30 да биде белио, 30 арпата, 60 да биде откупна цена на белио ориз. И оваа година се очекува жетвата први да ја започнат производителите од Чешиновско, бидејќи токму на нивите во атарот на ова село културата најбрзо зрее. Инаку во Кочанскиот производствен регион под ориз се посејани вкупно 4500 хектари, од кои се очекуваат приноси над 25.000 тони арпа. Се поизвестна реконструкцијата на магистралниот пат Штип-Радовиш. Во тек се преговорите меѓу јавното претпријатие за државни патишта и Европската банка за обнова и развој за финансирање на реконструкцијата, која се цени на 78 милиони евра. За реконструкцијата на магистралниот пат од Штип до Радовиш, јавното претпријатие за државни патишта е во преговори со Европската банка за обнова и развој за финансиска поддршка за реализација на овој проект. Европската банка за обнова и развој е подготвена да обезбеди средства во висина од 64 милиони евра, што значи поголемиот дел треба да го покрие таа, бидејќи вкупниот износ на проектот е вреден 78 милиони евра. Според планот за реконструкција предвидено е веќе постоечкиот пат кај клучката 3 чешми од Штип до селото Бучим кај Радовиш да се прошири. Проектната документација за проширување на патот предвидува да има 2 коловозни ленти во широчина од 3,5 метри и 2 помошни сообраќајни ленти во ширина од 2,2 метри. Банката веќе има објавено известување за набавки кои се однесуваат на компании што се заинтересирани да бидат дел од овој проект. Тендерот за избор на градежната фирма која ќе работи на реконструирањето на патниот правец Штип-Радовиш ќе биде објавено во првиот квартал од 2016 година. Се реновира стадионот во Пехчево. Инвеститор е фирмата Китго, која во наредниот период планира да формира фудбалски клуб кој ќе ги брани боите на Пехчево.
Се реновира фудбалскиот стадион во Пехчево. Стадионот доби нови модерни сооблекувални и солиден фудбалски терен кој ќе овозможи повторно заживување на спортот во Пехчево. Еве после задоцнетата, ќе речам, реакција, може би со право на нашите сограѓани пред некој месец Спаско Ангелизов, Борис Зарински и Благој Гугушев, кои што дадоа изјави и дека беа загрижени за спортот. Мислам дека за доцента реков за причина што ние бевме веќе во преговори со инвеститорот Китго, кој што возможи, ова денеска што го гледате, да имаме еден супер модерен фудбалски терен и супер модерни сооблекувални во кои што младите ќе можат да спортуваат. Целосното реновирање на стадионот ќе чини 30.000 евра, сума за која стадионот ќе му биде преотстапен на инвеститорот Китго, инвеститор кој е во фаза на формирање на нов фудбалски тим кој што ќе ги брани боите на градот Пехчево. Има регистрирано клуб кој што ќе ги брани боите на Пехчево и мислам дека тоа е чекор напред затоа што самата општина немаме финансиска можност тоа да го поднесеме, а од друга страна пак овозможивме услови за сите наши млади спортски таленти да си најдат своја разумно да си се занимаваат со спорт овде баш на овој стадион. Инаку сите го паметат времето кога Пехчево имаше фудбалски клуб во името на Напредок, кој се надпреваруваше во третата фудбалска лига Исток. Со формирањето на новиот клуб, повторно се отвора можноста граѓаните на Пехчево да следат третолигашки фудбал. Ѓорги Даневски, уметникот од Виница, чии фрески ги величат најголемите православни цркви во Канада и САД. Последната деценија Даневски наврати во родната Виница, од каде ги направи првите чекори во уметноста. Ѓорги Даневски е уметникот кој го наслика фреско живописот на македонската црква Свети Димитрија Солунски во градот Маркам, близу Торонто, Канада. Стотиците ликови на светци, ангели и селани манифестираат радост и болка, љубов и омраза. Самото сликање на фрескоживописот, како и резултатот, се славење на љубовта кон Бога, хуманоста и убавината. Тоа е најголемото уметничко дело во Северна Америка. Сегменти од уметноста на Даневски документирале и CNN, како и National Geographic. Во моментов пишува 2 авторски книги, од кои едната е предизлегуваниот печат. Даневски неодамна завршил и мурал на околу 30 квадрати, што повторно е во контекстот на поствизантиското сликарство за чиј реформатор се брои. За византиската вели дека е жива уметност што има своји историски периоди и бележи раст од периодот на незината службена примена да го илустрира Светото писмо пред науките верници. Во моментов работи на својот Великден. Тоа е источно православен живопис или живопис на ромејскиот свет. На ромејскиот. Да не бидам конфузен, рековте еден мурал завршив од 30 квадрати во едно семејство. Семејството се вика Клас. Тие се доктори по традиција, меѓутоа сега се финансиери. И таму зборувам со една поетизирана слобода за имам една арома малку на византиска уметност, таму има еден верски дел, ама има и многу радосен дел, животен дел од музика до небесни светови, до реални портрети, така да таму го интерпретирам мојот мурал. Најмаркантното дело на Даневски, фреско живописот во црквата Свети Димитрија Солунски, е насликано на површина од 600 метри квадратни, во комбинација со 24 каратно злато. Градските татковци на Маркам ја сметаат црквата Свети Димитрија за изворедно важен културен споменик на градот. Уметникот Даневски исто така е автор и на фреско живописот во соборната црква Свети Климент Охридски во Скопје и на истоимената најстара и најголема македонска црква во Торонто, како и на други цркви во Македонија, САД и Канада. Јас моето зограство го покажувам таму комплетно во Маркам Свети Димитрија. Тоа станува херитич на Канада, не поради тоа што сум многу убав или дека сум македонец, него поради тоа што станува херитич за некои квалитети, за една постојана љубов, за едно креирање. Тоа е оригинално дело, реформиран живопис и ќе сведоче за мојата актерска сила или не сила.
Ѓорги Даневски твори во Канада, но во своето ликовно изразување страстно го следи ликовниот живот во Македонија. Тој сплет од историски и духовни сфери на подрачјето на нашето поднебје, како и сензибилитетот на нашите луѓе. Во тек се подготовките за престојната пастрамалијада. Организаторот годинава инсистира на унифициран и висок квалитет на пастрамалијата, кај сите угостуваат во гастрономско-музичкиот спектакл во Штип од петок до недела. Распределувањето на штандовите помина без никаков проблем на општо задоволство на сите, утврдувањето на цените. Тие се ангажирани, укажано им е дека треба да внимаваат на квалитетот на пастрамалијата, на големината, со цел да не дозволиме ексцеси, бидејќи ова се случува по осми пати веќе не треба да се дозволи да бидеме на некој начин критикувани заради тоа што квалитетот на пастрамалијата или низната големина не била на него како што луѓето очекуваат. Значи огромна благодарност до генералниот покровител Скопско и до традиционално фирмите кои што го помагаат манифестацијата, тоа се генерацијата Тиквеш и Штипски брилјант. Најмалку 585 куќи и уште 100 други објекти изгореле во пожар што веќе со денови беснае во Калифорнија. Властите на таа држава на западниот брег на САД прогласија воредна состојба, а илјадници луѓе мораа да ги напуштат своите домови. 13.000 луѓе се евакуирани и натаму се загрозени околу 9.000 објекти во област на околу 80 км западно од Сакраменто. Во гасењето на пожарот се ангажирани на 1300 пожарникари, а 4 се повредени. Најмалку 16 лица, вклучувајќи 6 деца, загинале во поплавите во американската сојузна држава Јута. Спасувачките служби трагаат по луѓето кои исчезнале во разорнувачките поплави, во кои загинаа најмалку 12 лица. Само 3 лица се спасија, откако поплавите однесоа 2 автомобила со 16 патници, 3 жени и 13 деца во непосредна близина на градот Хилдейл. Србија соопшти дека не може да се справи со илјадниците мигранти кои пристигнуваат на границата која е затворена од страна на Унгарија и побара од Европската унија да ја реши мигрантската криза. Унгарија претходно соопшти дека на сите мигранти на кои ќе им биде одбиено барањето за азил ќе бидат враќани во Србија. Низ Србија досега поминале повеќе од 140.000 мигранти, но само 550 аплицирале за азил во Србија. Фазата на групи на Лигата на шампиони почна со многу возбудувања, пресврати и рекорди. Шампионот на Италија и лански финалист во Лигата шампиони Јувентус ја почна новата сезона со голема победа на гостувањето во Англија, каде што се избори за триумф против составот на Манчестер Сити. Јувентус имаше посилен финиш, па на крај се радуваше на 3 бола. На Сантијаго Бернабеу пак Кристијано Роналдо го постигна својот трет хет-трик во Лигата на шампиони во победата на Реал од 4:0 против Шахтар и при тоа постави 2 нови рекорди. Останатите резултати: Бенфика Астана 2:0, Галатасарај Атлетико 0:2, ПСЖ Малме 2:0, Севиља Менхен Гладбах 3:0 и Волсбург ЦСКА Москва 1:0. Вечерва ќе се одиграат и останатите надпревари од првото коло, а најинтересен ќе биде дерби мечот на стадионот Олимпико во Рим, каде Рома ќе му се спротистави на европскиот првак Барселона. Репрезентацијата на Франција се избори за третото полуфинале во низа на европските првенства, откако синоќа во четвртфиналето во Лил ја победи Летонија со резултат 84:70. Француската репрезентација ја оправдаа улогата фаворит во четвртфиналето, но Летонија и се покажа како сериозен ривал и во поголемиот дел од првото полувреме имаше водство. Во првото четвртфинале Шпанија ја победи Грција со резултат 73:71. Денеска на програмата се четвртфиналните дуели помеѓу екипите на Србија и Чешка и Италија-Литванија. Поразените репрезентации од четвртфиналето ќе разигруваат за пласман од 5 до 8 место. Ова е се во ова издание на вестите на Канал Плюс. Повеќе содржини за денешните настани гледате во Дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Имајте убав и успешен ден.